Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитуван заменик министер. Овој мој амандман беше предложен и во последниот ребаланс и како и останатите беше одбиен со образложение дека се работи за краток период. Но еве сега имаме цела една година пред нас. Изговорите се едно, а фактите се друго. И факт е дека овој амандман бил предложен и минатата година, но очигледно и тогаш не бил приоритет. Јас нема да се откажам од барањата на моите сограѓани и стојам на ставот дека сите граѓани во Република Македонија се подеднакво важни и секоја реализирана инвестиција ќе им носи придобивки. Мојот амандман се однесува за изработка на студија за развој на банјски туризам во комплексот Топлички рид и еве накусо ќе го образлажам. Со реализацијата на овој проект, не само општина Виница, туку и поголем дел од источниот регион ќе има големи придобивки, затоа што станува збор за исклучително одлична локација која нуди природни ресурси за банјски рекреативен туризам. Токму одличната локација го тангира магистралниот патен правец Кочани-Делчево и границата со Бугарија, како и регионалниот патен правец Кочани-Виница-Берово. Дополнително, овде како важна информација ќе додадам дека во непосредна близина се наоѓа селото Истибања, каде има непроценливо природно богатство, а тоа се геотермалните води кои воопшто се неискористени и наместо неконтролирано да истекуваат, многу наменски може да се искористат и во конкретниот проект. Која е целта на планскиот концепт? Целта е да се изврши хармонизација на просторните чинители, односно наменска употреба на земјиштето. Планирањето на ваков центар значи потикнување на интегриран развој на локално и регионално ниво и се идентификува како развоен приоритет во процесот на ревитализација на регионот. Активирањето на овој простор ќе овозможи развој на повеќе дејности кои ќе продуцираат економски ефекти не само во областа на угостителството и туризмот, туку и во останатите дејности како трговијата, сообраќајот, занечиството и така натаму. Најголемиот ефект кој ќе произлезе со реализацијата на предложениот урбанистички план ќе се одрази врз големено ангажирање на расположивата работна сила преку нови вработувања во дејностите кои се предвидени со планските содржини. Урбанистичкиот план ќе овозможи отпочнување на инвестиции кои брзо ќе се рефлектираат врз големување на туристичкиот приход. Ваков урбанистички план ќе придонесе за унапредување како на локалната, така и на националната економија преку уредување на земјиштето опфатено со планската документација. Овој мој амандман е едно реално барање од кое не само општина Виница, туку и на регионално ниво ќе допринесе раст и развој на економијата, туризмот и воопшто ќе допринесе за подобрување на животниот стандард на граѓаните. Виница е можеби една од помалите општини во државата, но незината местоположба и природните ресурси кои ни ги нуди околината се од непроценлива вредност и сметам дека навистина треба да се искористат. Виница е град кој има и што да понуди на посетителите, и затоа сметам дека доколку го усвоевте овој амандман, на жителите на мојата општина тој ќе им овозможеше големи придобивки, а самиот град ќе имаше можност да се промовира како не само град на културата, туку и град на туризмот, за кој мора да признаеме дека во овој дел на Македонија е сосема замрен. На крај, во контекст на одбивањето на мојот амандман, сакам да потенцирам дека во последните години на прст може да се избројат реализираните проекти во мојата општина, а додуша од поголемите нема ниту еден. Покриениот градски пазар е само сон на виничани. Кружниот тек, булеварот на влезот во градот, обезбедување на чиста вода за пиење, замислете, велосипедските патеки, канализации во неколку населени места, исто така. Во овој буџет кој што е предвиден за наредната година, јас имам поднесено повеќе амандмани за Виница, кои за жал со оглед на текот на амандманската расправа нема да можам да ги образложам, а искрено се надевав дека барем овој ќе помине, но сепак останува за некои подобри времења. Благодарам.